Мојата медицинска едукација започна во 2006 година со запишување на додипломски студии на медицинскиот факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Во однос на постдипломските студии, значи докторски студии запишав на медицински факултет во 2018 година, а истата година станав и асистент на медицински факултет по предметот хирургија. Да, навистина има големи предизвици, работиме со најранливата категорија на пациенти, но детска хирургија е многу широка област. Нашата цел е да помогнеме на дечињата на најдобар можен начин и нашиот професионален развој во таа насока. Задоволството во работата е кога ќе видите детска насмевка. Нашиот труд, нашето знаење, нашите професионални предизвици ги стремиме во насока на подобрување на квалитетот на здравствените услуги на најмладите пациенти. Тој пат не води кон постигнување на професионални успеси со цел обезбедување подобра здравствена нега на пациентите. Мојот удел, односно моите стремежи да го подобриме тој дел се ги манифестирам преку моите студенти. Како асистент на медицински факултет чувствувам за обврска и задача секојдневно преку моите студенти да ја пренесам таа порака, дека во нашето општество може да се успее. Само за тоа што они учат од нас, со тоа што се вклучени во работата со пациентите, за нив делува многу мотивирачки. Тоа го препознаваме кај нив. Се трудиме колку што можеме максимално да се посветиме на нивната квалитетна едукација, со тоа и да им дадеме поттик да продолжат понатаму. Ја чувствувате мотивацијата кај нив? Да, навистина тоа се чувствува секојдневно и среќни сме кога ќе видиме успешен млад човек во медицината. Најголема е одговорноста пред се. Нашата одговорност е навистина голема од причини што работиме со најранливата категорија и покрај пациентот ги имаме родителите кои се секогаш вознемирени, исплашени и се соочени со една неизвестност околу третманот на нивното дете. Со тоа мораме секојдневно да се соочуваме. Емоциите се навистина големи и од нивна страна и од наша, но секогаш позитивното искуство и позитивните емоции се тие што ни даваат мотив и сила за понатаму. Препорачувам на сите млади луѓе кај нас, посебно на младите доктори, на младите студенти по медицина, да се борат за своите соништа. Се исполнуваат соништата, трудете се понатаму.